Модернизацијата на македонското образование, особено примената на компјутерите во наставата, нуди нови можности за сите ученици. Концептот на пристапно образование обезбедува подобри образовни можности за учениците со попреченост, прилагодувајќи ја современата технологија на нивните потреби. Истражувањата покажаа дека речиси половина од безмалку 2500 ученици со попреченост во редовното основно образование имаат потешкотии или воопшто не можат да користат стандарден компјутер. Во средното образование, со вакви потешкотии се соочуваат четвртина од учениците со попреченост. Од 2010-та, Сдруженијето Отворете ги прозорците и УСАИД во соработка со образовните и други релевантни институции ги прават пионерските чекори кај нас за подобрување на пристапноста на образованието. Повеќе од 10% од основните училишта во земјава и 2 средни се опремени со асистивни уреди, кои го олеснуваат користењето компјутер, монитори на допир, тастатури со големи копчиња, адаптирани џојстици, тракболи и издвоени кликови. Повеќе од 1200 наставници и училишни дефектолози, педагози и психолози се обучени да ја користат асистивната технологија во наставата. Јас сум наставник кој што во својата паралелка има ученик со Даун синдром. Асистивната технологија отвара навистина многу големи можности. Јас конкретно сум ја користела големата тастатура во наставата, која што многу помага при описменувањето на овие деца. Илина сака да работи на компјутер. Имаме дома компјутер кој што го користат и незините сестри. Таа сама се снаоѓа, значи го користи и за образовни цели, пишува реченици и така натака, а го користи и за забавни цели. Прирачници и други материјали нудат упатства и нови работни методи на наставниците, училишните стручни служби и родителите, да го олеснат вклучувањето на учениците со попреченост во наставата. Идејата за креирање на прирачникот, улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта, произлезе од секојдневните потреби на училиштата, училишните тимови и наставниците пред се за олеснување, индивидуализација на наставата и секако документирање на постигнувањата на учениците со посебни потреби. Во сите овие процеси, улогата на асистивната технологија се покажа дека е многу значајна. Прирачникот за наставници за инклузивно компјутерски практики има за цел да им посочи на наставниците примери за тоа како да користат асистивната технологија во наставата, но исто така и да им сподели практики од нивни колеги кои што ја користат технологијата во оделенска и во предметна настава. Пристапните софтверски решенија се еднакво значајни. За прв пат кај нас, 20 учебници за основно образование се достапни во пристапна електронска верзија, што меѓу другото овозможува ученици со оштетување на видот да користат читач на екран и да го слушаат текстот на учебникот. Неколку пристапни образовни апликации беа ставени на располагање на основните училишта. За дел од нив, Бирото за развој на образованието изработи упатство за наставниците да ги поврзат игрите со наставните содржини. Откако неколку игри од странски производители беа локализирани, прилагодени на македонски и на албански јазик, беа изработени 2 нови, оригинални образовни апликации кои можат да ги користат сите деца. Наставници и дефектолози во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ изработија игра за читање и пишување. На нас ни е задоволство што во последниве неколку години ФИНКИ е вклучен во повеќе проекти кои што ја подобруваат пристапноста за лицата со попреченост и на тој начин всушност факултетот дава допринос да им се помогне на оние луѓе на кои што поприлично им е потребна помош, да можат да ги следат електронските содржини, односно да се вклучат во овој нов сајбер свет во кој што се повеќе работи стануваат електронски. И во таа насока можам да кажам дека секогаш ни е задоволство кога учествуваме во проекти кои што им возможуваат на луѓето со попреченост пристапност до електронски сервиси. Конкретно тие игри за учење на азбуката ги работевме во неколку фази. Најпрво се направи темелна анализа во консултација со дефектолози и со наставници од основно образование, кои што ни дадоа насоки и совети како треба да се реализираат овие игри, така што финалниот продукт е резултат на координација помеѓу експерти од областа за изучување на самите азбуки, но и софтверски експерти од факултетот. Во сличен пример на интердисциплинарна соработка, софтверската компанија Inform ја разви играта за основни математички вештини.
Ние сме тим кој верува во социјална одговорност и бидејќи сакавме нешто да ја дадеме на заедницата, а пишуваме софтвер, најлогично беше да напишеме софтвер кој што ќе го дадеме на заедницата. Развивме едукативна игра за стекнување на математички вештини за деца од мала училишна возраст. Играта ќе биде бесплатна и ќе може да се користи на сите оперативни системи, пошто е веб апликација. Едукативниот софтвер е на македонски и на албански јазик. Е-пристапно образование подразбира комбинација од пристапен хардвер и софтвер и пред се луѓе, наставници, родители, професионалци во образованието со знаења, вештини и подготвеност да овозможат подобри образовни можности за сите. Пред да го запишам Јане во училиште, долго истражував, сакајќи да најдам средина во која што тој добро ќе се чувствува и ќе напредува. Одбрав училиште кое што е пристапно, кое што е технички опремено со асистивна технологија и со тоа обезбедив квалитетно образование за него. За својата ефективност и иновативност, македонскиот модел на е-пристапно образование ги доби престижните награди од фондацијата Ерсте од Виена, мрежата Телецентар Европа од Брисел и од фондацијата Љупчо Ајдински од Скопје. Користејќи ја технологијата како алатка за инклузијата, е-пристапното образование нуди основа за напредок и развој на децата со попреченост за еден ден да станат рамноправни и активни граѓани кои придонесуваат во општеството. За мене најбитно е Јане да има можност да напредува и да биде среќен, затоа што секој дете го заслужува тоа. Тука се стиска и се напишува фрив и се отвара фрив. Чекај да ја